Респираторните симптоми и алергиите кај децата се навистина зголемени. Меѓутоа, причината за тоа е многу комплексна и еден збир на фактори кои би некако би ги поделила во 3 групи. Дали има некој временски период во кој што можеме да почекаме дома, да не креваме паника, али кога е време веќе да дигнеме паника и навистина да не биде касно? Бројките се фрапантни од последиците на аерозагадувањето. Имуниот систем не е доразвиен. Кога ние на ова ќе го додадеме аерозагадувањето, подлогата за понатамошно развивање на овие хронични заболувања, па и алергија навистина голема. Децата кога се болни, колку е битен сонот и одморот кај едно дете. Половина терапија е тој сон и одмор. Денес зборуваме за една многу важна тема, која што ги засека и нашите дечиња, меѓутоа и нас родителите. Многу често се доваѓаме до настинки, бронхит, бронкопнеумонија. Истражувањата покажуваат дека многу дечиња се почесто страдаат од алергии, а за жал живееме во Скопје, живееме во држава во која што и аерозагадувањето е многу чест проблем. Во непосредна близина имавме и многу пожари кои што испуштија одредени отровни материи во воздухот, за кои реално не знаеме како вистински тоа влијае врз нас родителите, но и врз децата. Она што е сигурно е дека децата изложени на аерозагадување многу повеќе страдаат од возрастните. За овие теми денеска ќе разговараме со примариус специјалист педијатар доктор Елена Гиновска-Тасевска од Клиниката за детски респираторни болести Козла. Добар ден, докторка Елена, ви благодарам многу што ја прифативте поканата и што дојдовте да бидете дел од подкастот Sleep and Grow. Добар ден, ви благодарам, поздрав до вас и вашите следбеници. Искрено и јас лично како ваш фан ми е драго да присуствувам во овој ваш подкаст. Многу ми е драго, токму и тоа ќе зборуваме за да им помогнеме на родителите сите што не следат за спиењето, да, меѓутоа и за многу состојби кои што се секојдневни од од денешното живење на родителите. Би започнала, би ве прашала дали е навистина тоа дека се почесто се среќаваат алергии кај дечињата и некако се повеќе се полни болницата со заболени дечиња. Па да, последниве години, како што нели е модерно да се каже секој дете има алергија, сме сведоци дека респираторните симптоми и алергиите кај децата се навистина зголемени. Меѓутоа, причината за тоа е многу комплексна и еден збир на фактори кои би некако би ги поделила во 3 групи. Фактори од животната средина, генетски фактори се разбира, но и фактори на животниот стил, начинот на живење, модерното време, што би се рекло. Во однос на факторите на животната средина, на прво место се климатските промени, затоплувањето, повисоките температури, зголемување на влагата, доведува до тоа одреден број на полени да се многу подолго присутни во воздухот, отколку порано, како што било само во сезонски карактер, што се рекло. Например, еве, конкретно има и студии на светско ниво дека периодот на алергија на амброзија е во моментов дупло повеќе зголемен временскиот интервал на трајање отколку претходно. Па така и кај нас, јас обично сакам да им кажам на родителите кога пластично нели ќе им објаснам дека немаме веќе 4 годишни времиња, туку најчесто се 2. Преминуваме дури некаде февруар, март, знаеме веќе да имаме толку високи температури, кои порано нели не биле така, било пролет, лето, така да полените, оние кои цветеле во пролет, сега се малку поместени, кога ќе имате микс на сите тие полени, алергиите се навистина го достигнуваат пикот. Од друга страна, аерозагадувањето доведува до потенцирање на овие алергии, како и една урбанизација, односно модерниот начин и на сепак на зградење на зградите со помало проветрување, поголема ефикасност, доведува и до задржување на алергените во внатрешните простори, не само надвор. Генетските фактори секако, обично првото наше прашање е дали некој од родителите имал алергија, ако порано кај нас ниту нашите родители, ниту ние сме немале алергии, сега дефинитивно барем еден од родителите е позитивен за атопија во семејството и комбинацијата на таа генетика со надворешната средина секако придонесува за зголемениот број на алергии. И третиот фактор е, се разбира, според мене, најголемиот фактор е начинот на живење. Значи, од една страна, начинот на исхрана,
Има студии кои велат дека употребата на рафинирани производи, помалу употреба на омега-3 го зголемуваат бројот на алергии, зголемениот употреба на антибиотици доведува до пореметување на трешниот микробиом и тој предизвикува намалената физичка активност, екранизацијата, престојот на децата повеќе внатре, го намалува она изложување нормално на полените, кое доведува до сензибилизација и потоа тие си ги прифаќаат полените како своји, а не како страни тела за да доведат до алергија. И со тој помал престој надвор, од една страна се потенцираат алергиите, од друга пак страна раното изложување на одредени аерополутанти на малите пак деца, пак ги потенцираат исто така алергените. Така да модерниот начин на живот и оваа урбана средина во која живееме во моментот е главната причина да сумираме на големиот број на алергии и респираторни симптоми кај децата. Како убаво се ова го објаснивте, буквално секој од нас да свати дека реално ова е И да се пронајдем. Дефинитивно, и ова е еден општествен проблем за сите. Апсолутно. И факт е дека и децата денешно време повеќе поминуваат дома пред екрани и малце се по-пасивни отколку активни надвор, некако парковите се попразни. Јас морам да кажам дека со доктор Елена се знаеме веќе долги години, зашто бевме чести пациенти со мојот помален син кај нејзе со бронхит, бронхопнеумонија, што се немаше, па дури и пумпица користеше, така да многу пати не спаси од лежење во болница. Да. Тука околу тоа би сакала да прашам како да препознаеме ние како родители во кој момент да дојдеме до кај доктор, кога да дојдеме кај доктор да кажеме дека имаме одреден проблем, дали има некој временски период во кој што можеме да почекаме дома, да не креваме паника, али кога е време веќе да дигнеме паника и навистина да не биде касно? Мислите на разликата кога е обична настинка, кога е веќе... Да, кога е обична настинка, кога почнува бронхит, бронхопнеумонија, некако тие работи да не ги поразјасните и поимите. Значи, од моето лично искуство и праксата во нашата клиника имаме родители од крајност до крајност, значи буквално кои трчаат за едно растечено носе, што не е убаво бидејќи се мешаат со инфекти, може да закачат условно нешто што нема, и родители кои пак долго чекаат. Така да прашањето е многу интересно и убаво да го сознаат родителите. Алергиите почнуваат постепено и траат подолго. Вирусните настинки најчесто од полно здравје наеднаш почнуваат, го достигнуваат пикот во период од неколку дена и најчесто траат една недела. И тука завршуваат. Сега попратно имаме симптоми кои се многу слични, како например растеченото носе. Или затнато носе. Истото го има и кај алергии и кај вирусни инфекции. Сега кај алергии секретот е бистар, не е толку чест, може и само да е затнато носето без секрет, додека пак е вирусни инфекции, имаме најпрвен обилна, вие како мајка најдобро знаете, растечено обилно носе како водичка, а потоа веќе секретот станува густ, па може дури да биде и обоен, жолт, жолто-зелен, во зависи која е причината за настинката. Општите симптоми. Дете кое е со алергија е во полно здравје. Јаде, пие, трча, нема никакви пропратни симптоми. Додека пак децата кои се под инфект, веќе имаат намален апетит неколку дена претходно за време на инфектот и постепено истиот се враќа, може да се поспани, може и температура да се јави краток период, така да она што е акутно и што е интензивно е најчесто настинка. Додека пак она што трае подолго, симптоми од страна на очите, исто така има кај алергија за разлика од вирусните инфекции, може, но многу ретко. Црвени очи, очи кои солзат, очи кои чешаат се причина за алергија. Кашлица. Кај алергија една сува кашлица која најчесто е ретка, се јавува наутро, навечер, додека пак веќе кај инфектите таа е продуктивна поради зголеменото количество на секрет, се јавува во текот на целиот ден, може да ги попречи секојдневните активности. Останатото е во однос на грлото, како тоа сакам да кажам, имаме болка кај настинките, кај инфекциите, додека пак кај алергиите имаме едно гребење специфично, некое чувство кој децата го опишуваат. Значи тие се класичните алергии, се нели носето го чешаат, ушињето, што кај настинки тоа го нема и ви веламе многу кратко. Така да тоа се оние основни што мислам дека се баш специфични разлики за родителите најлесно препознаат кога е алармантно да посетат лекар и да кажат, може би моето дете е алергично и треба да се иследи.
Од она што се сеќавам, можеби грешам, ќе ме поправите, мислам дека не може до одредена возраст да се дознае на што точно е алергично детето. Така, кога правиме испитување, ние ќе, еве, например, вие ќе дознаете, според симптомите ќе сватите дека е алергија, но дали можеме да знаеме точно на што е алергично и што би требало да избегнуваме во тој момент или повеќето се Има два типа на алергени кои најчесто ние ги класифицираме, нутритивни, тие на храна, инхалаторни, тоа се полените, домашната прашина, мувлата, влагата. Во однос на малата детска возраст, прво децата до некаде 2 годишна возраст треба да се сензибилизираат, значи да поминат неколку сезони на полените за да бидат алергични на тоа. Затоа кога се во најмала возраст најчесто станува збор за нутритивните алергии. Тука има специфични тестови кои не се кутани, односно кожни, каде што може, значи рида, тоа се земаат од венска крв во нашата клиника, може да се открие алергија на одредени нутритивни во најмалата возраст и сме откривали и е многу важно бидејќи единствен лек за таа алергија е елиминационата диета. Кај овие дечиња, така да сепак може. Така, добро, одлична информација за да знаеме нели како да се открие. Кога сме кај алергиите, преска испомнавте дека нели целиот начин на живот, меѓутоа и аерозагадувањето и целата урбана култура и сето тоа влијае на еден начин на здравјето на детето. Меѓутоа да се задржиме на аерозагадувањето, бидејќи сега со пожарите имавме навистина период кој што не беше убав за никој. А сега како што доаѓа зимата, повторно ќе дојдеме во една фаза каде што аерозагадувањето ќе биде навистина на високо ниво. Како влијае тоа кај дечињата? Бројките се фрапантни од последиците на аерозагадувањето кај нас последниве години со оглед на тоа дека сме нели лидери, Скопје како лидер во загадениот воздух, за жал во светот воопшто. Аерозагадувањето како себе има краткорочни, долгорочни последици, но секако има. Значи, краткорочните и моментални може да се јават за неколку минути до неколку часови, еве како што беше конкретно со пожарите. Значи, една иритантна кашлица, печење, гребење, солзење на очите, гребење во грлото, а кај оние кои веќе имаат дијагностицирано одредени заболувања како што е астмата, веднаш може да се јави така визинг епизоди, тоа свиркање во градите што го велат. Меѓутоа, она што не загрижува се повеќе и долгорочните последици кои ќе се видат месеци, но мислам дека и години после тоа. Значи, овие генерации на деца сега што го дишат овој воздух, ризикот да имаат хронично обструктивно заболување, потенцирање на овие алергии, бидејќи самите аерополутанти како што се PM10, PM2,5, озонот, азотниот диоксид, сулфурниот диоксид доведуваат до иритирање на дишното стебло. Од друга страна имаме еден респираторен трак кој е во развиток и недоразвиен, имуниот систем не е доразвиен. Кога ние на ова ќе го додадеме аерозагадувањето, подлогата за понатамошно развивање на овие хронични заболувања, па и алергија на вистина голем. Страшно. Да, баш страшно. И ние како родители сега од една страна сме, мислам, и вие како родители, ние сите од една страна треба да ги изнесуваме надвор затоа што тоа ја намалува алергијата и помага. Од друга страна, претпоставувам препораки кога е така загаден воздухот, дека не смееме да ги изнесуваме. Така, кои се да правиме во тие моменти. Така. Кога е неопходно да се изнесуваат, се препорачува дефинитивно маска да се носи, како родителите, така и децата. Во домот прочистувачи на воздухот да се постават, да колку е можно децата да се носат на места каде што сепак имаме места, нели? За среќа се уште каде што има се уште чист воздух да се изнесат, бидејќи апсолутно ја препорачувам физичката активност на отворено. Но периодите, например, кои ни следат, имаме период во денот, во вечерните часови, после 19 часот, ја конкретно имам пријатели во тој дел од градот, нели Лисиче, аеродром, каде што на вистина има голема аеродром, кои во 19 часот децата си ги повлекуваат дома, токму ради аерозагадувањето. Апсолутно. И тоа е правилно, да. Поправилно е тоа, отколку да го дишеме сето тоа што и не знаеме самите веќе што дишеме. Пред нас следува сезона на настинки, на грипови, а поради тоа и често кашлица кај дечињата. Затоа сакам да ви го представам сиропот Мукоплант од доктор Тајс. Овој сироп јас лично го користев за децата и се уште го користам и можам да кажам дека на вистина многу помага. Тајната на Мукоплант е во тоа што се содржи
од екстракт од темјан, камилица и маточина. Дополнително, во него има и екстракт од тегавец, кој што го издвојува од конкуренцијата на пазарот. Она што е интересно и зошто јас навистина многу го сакам, е затоа што во него не содржи шеќер, а тоа ни оди во прилог за спиењето навечер, а знаеме дека кашлицата е најдосадна во ноќните часови. Користете го мукоплант без грижа за вашите дечиња, затоа што помага, а не го нарушува ноќниот сон. Да се навратиме околу настинките и околу затнатото носе, преска го спомнавте. Така е. Ме интересира дали често затнато носе е можеби само резултат на некоја алергија или може некогаш да е предизвик, односно да е причина за нешто посериозно заболување. Дали тоа би требало да не загрижи? Затоа што еве и јас во пракса кога работам со некои клиенти, има некои деца кои што се нонстоп со затнато носе. Да, значи затнатото носе е една од главните причини за неспиење. Да. Точно. Од лично искуство и искуство на останатите родители и е навистина предизвик едно мало доенче до година кое се уште е на доење или па кое има нели цуцла да дише со затнато нос. Бидејќи они единствено преку тоа носе дишат, не може да се искоординираат, така да предизвикот е голем. Затнатото носе најчесто е банална причина од вирусни па и бактериски настинки, не е нешто сериозно, но долго време, значи се што е повеќе од 2 недели, значи и кашлица и затнато носе, е аларм да се посети доктор. А докторот веќе ги посочува и ги насочува родителите кои се следните исследувања, дали е нешто сериозно, но може да биде. Значи тргнувам од едни анатомски девијации на носето, значи девијација на самиот септум, атрезија на хоана, односно да е затворена едната ноздрва, и тоа ни се случувало на родители кои се жалат на затнато носе, кога ние сакаме да ставиме сондичка да аспирираме секрет, ние воопшто не може да влеземе. До толку. Да, така да, значи има ситуации кои се навистина предизвикувачки во секојдневната пракса. Назални полипи може да бидат, значи збориме веќе за сериозни. Так. Освен алергиите и обичните вирусни и бактериски вакво и во ретки случаи тумори, но навистина се ретки кај децата. Така. Да, на ова се теми за кои што би можеле да зборуваме со часови. Да. Дефинитивно. Тука при крајот некаде би ве прашала дали има, не знам, некој пациент, некоја ситуација во вашата пракса што ви била интересна или што ви оставила посебен впечаток и онака за вас лично, па да споделите со нас, да ни биде поинтересно. Доста има, нели? Јас секогаш велам, кај нас педиатрите е најтешко, зашто работиме и со родителите и со децата. Да. Детето не знае да ти каже што му е, ти треба да го излечиш, а родителот е загрижен и така треба да биде, зашто е родител и секој родител е најзагрижен за своето дете. Така да интересни случаи многу, но онака што остануваат во впечаток се оние сериозни заболувања кога родителот те гледа во очи, бара помош, буквално те прашува дали моето дете ќе преживе. Тоа се навистина тешки моменти и многу се тешки за одговор. Треба да кажеш нешто, да го утешиш, а од друга страна нели никогаш не може да бидеме 100% сигурни за работите. Така да, еве би напоменала последно што ми текнува брзо пред некој месец е едно девојче на 2,5 годишна возраст. Дојдов јас на едно 24 часовно дежурство, споен викенд беше празник, Скопје празно, никој не работи, во Козле амбулантите фул до максимум, како и секогаш. И ми предаваат вечерта примиле девојче со висока температура, како најобична пневмонија, ништо посебно. И она чувство кога го имате дека нешто не е како што треба. Да. Влага ми мајката вика, докторка, ако има 2,5 години, она ми вели дека тука ја боли нешто. Тука, никој не ми верува. Не знам зошто, во тој момент јас и поверував. Така. Мајчински инстинкт. Да, и поверував. А тоа така, детето, мислам, комуницираше солидно за возраста, разговара. Направивме еден рентген, кој воопшто не беше вообичаен рентген. Целиот мој ден, значи целото тоа дежурство, јас останав со тоа дете. Детето имаше на вистина од, значи на 2,5 години, прв пат доаѓа да биде хоспитализирано, сериозно, значи на крајот дијагнозата беше белодробен абцес.
Што значи? Тоа значи гнојна содржина во белото друбје, многу нешто што ретко го гледаме е невообичаено. И сакам да кажам дека од нешто банално текот на денот и дежурството не знаеш што носи, искочи нешто многу сериозно, кој јас требаше да го соопштам на мајката како дежурен лекар и да ја кажам кои би биле последиците што ќе се случи. Значи таа мајка јас не можам да ја заборавам во брзо време, како да ви кажам. Да. Значи тој поглед, тие солзи за дете кое не разбира реално ништо во ситуацијата. Да. За среќа се искочи добро, дијагнозата беше многу брзо поставена, детето беше оперативно истретирано, меѓутоа солидно, мислам, заврши со среќен крај. Но сакам да кажам, тие најчесто, оние интересните, некако ќе се насмееме со колегите, но поминуваат, но овие сериозните навистина оставаат впечаток, но се е во ред кога има добар крај за детето. Ние сме среќни родители што имаме вака професионалци како вас, се уште во државава и што среќа што сте поставиле дијагноза на времена, бидејќи мислам дека тоа е и најбитното на почетокот, да се постави на времена дијагноза, затоа што ако не, не знаеме кој ќе биде исходот. Така е. За крај, само да ни кажете, чисто еве и ние како родители, што можеме да смениме? Дали во нашите навики на живот, во спиењето, во што можеме ние да направиме за колку толку да превенираме дел од овие состојби и да ги заштитиме нашите дечиња? Она што секогаш било и останува, никакви дополнителни, како да кажам, совети не се доволни. Значи здравата храна, доволно зеленчук, доволно овоше, престојна чист воздух, физичка активност во надвор, помалку екрани и квалитетен сон. Еве искрено морам да ви кажам дека сите што ме познаваат, имам 2 деца и знаат дека за се може да направам отстапка, но за јадење, особено за спиење, кај мене нема отстапка. Така да и сметам дека на вистина, еве не го спомнавме тој дел, децата кога се болни, колку е битен сонот и одморот кај едно дете. Така е, значи, на вистина е половина терапија е тој сон и одмор. Потоа родителите ни викаат веќе вториот, третиот ден од кога се хоспитализирани, докторка не е во ред, нешто спие цело време. Тоа е она што е пропуштен сонот и детето не може да се доодмори, од која веќе му е подобро, не е ли имало температура 3-4 дена затнато, но се кашлица, сонот е нарушен. Детето не може да си надокнади, значи самиот организам диктира дека здравиот сон е половина здравие, односно половина терапија кај нас. Така, и колку убаво ова го срочивте, и вие како доктор ги знаете последиците и директно и со вашите деца, меѓутоа и со вашите илјадници пациенти, колку квалитетниот сон менува. Така е. Ви благодарам многу на сите одговори на целото ова гостување, ви благодарам што бевте дел од нашиот подкаст и се надевам пак ќе се дружиме. Ви благодарам на поканата, добро дојдени сте во нашата клиника кога сакате и се надевам до следно дружење со вашите гледачи. Обавезно. Драги клиенти, драги родители, се надевам ова беше едно навистина интересно гостување и знам дека слушнавте совети кои ќе бидат корисни за сите вас родители. Да не заборавиме дека здравието на нашите дечиња дури до некоја мера зависи и од нас самите. Има начини на кои што можеме да превенираме. Здравиот сон е итекако клучен за здравието на нашите дечиња, но ако ако е настаната одредена ситуација кај детето, многу е важно навреме да побараме стручна помош, да не го одголекуваме процесот на одење на доктор, едноставно да побараме стручна помош за да ги спречиме последиците. Се дружиме наскоро повторно.